Гледате Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски, домаќин на ова издание на Отворено студио, заедно со мојот колега Ацо Кабрамов. Доаѓаме до последниот термин од денешното издание на Отворено студио. Гости се Стево Пендаровски, национален координатор за НАТО, и Стефан Богоев, градоначалник на општината Карпуш. Двајцата ги повикавме, имаме уште 24 часа од оваа кампања. Сем кампањата која се води за, друга кампања практично и да немаше официјално. Затоа ги поканивме господинот Пендаровски и господинот Богоев за нивна проценка и оценка како реагираат граѓаните на пораките кои ги испраќа таборот за да се изгледа се гласа на референдумот за поддршка на Преспанскиот договор. Добро дојдовте. Добро дојдовте. И како оди? Двајцата сте активни на терен. Што се случува? Богоев, вие имате пораки за тоа кои се придобивките од ЕУ. Вие, господин Пендаровски, како национален координатор, исто зборувате за придобивките од НАТО. Не интересира вашиот печаток од тоа колку граѓани допира до граѓаните тоа што вие се обидувате да го испратите како порака. Да почнеме од Пендаровски. Како постар. Како постар, да. Сакам да кажам, добро, вие го кажете тоа. Ја одам низ општините во Македонија, се разбира не зборувам само за НАТО интеграциите, зборувам и за генерално за евроатлантските интеграции, за тоа што добиваме, што губиме. И морам да ви кажам дека јас сум пријатно изненаден, бидејќи станува збор за една специфична ситуација. Значи ние влегуваме во референдум и не е прашањето само дали сте за ЕУ и за НАТО, него дали сте со прифаќање на договорот од Преспа. Договорот од Преспа е за популарно кажано за македонското име. И мене многу пријатно ми изненадува реакцијата на етничките македонци. Многу подобро го прифаќаат договорот, баш со реални очи го гледаат, отколку што се очекуваше првите денови после потпишувањето на договорот од Преспа. Значи, тука сум пријатно изненаден и можам да ви кажам дека и статистиките тоа го потврдуваат, че ако на првите мерења по 17 јуни кога е потпишан договорот, разликата во етничкиот македонци, се извинувам што ги кажам другите, не сакам да ги омаловажам, меѓутоа предметот на договорот е таков. Тука е македонците се емотивни. Беше у рамки на статистичка грешка, 2 дена после тоа. Подоцна беше од 5 до 7%, денеска е од 8 до 10% за. Само мерено меѓу етничките македонци. И ова што е интересно, од друг аспект, па ние не смееме да забораваме дека интеграциите како такви се најсилниот кохезивен фактор во историјата на оваа држава. И сега да ви кажеме еден интересен податок исто така од анкетите. Че не е само тоа точно дека меѓу албанците бројката е, не знам, 90 и кусур или сите се за ова. И меѓу сите останати етнички заедници во Македонија, такви има околу 10%, да не ги занемариме. Исто така во доминантна бројка се, значи буквално српската заедница, влашката, турската, ромската, бошњачката, исто така се во значајна бројка за оваа варијанта и за референдумот. Богоев, вашиот печаток? Јас во оваа кампања и како член на извршниот одбор на СДСМ сум вклучен и генерално во повеќето градови, со тоа што последниве недела дена, да речеме, го таргетирам повеќе Скопје и општината Карпуш. Оние теми за кои што еве и јас генерално говорам со граѓаните во кампањава, покрај оние, нели, кои што и каже и Пендаровски пред малку, гледам малку и како поранешен пратеник кој што застапувал ставови на младите во собрание и како поранешен претседател на младината на СДСМ да застапувам малку и политики кои што ги тангираат младите, меѓутоа и што ќе ја тангира и што ќе се подобри кај локалната самоуправа со успех на референдумот. Она што би сакал да го кажам во оваа прилика кога зборуваме особено за помладата популација, бидејќи нели по она што се случи со Брекзит, каде што младите така речи се успаа дента, па да не ја повториме таа грешка која што ја направи Британија во тоа време. Јас сакам и тука да го потенцирам еден факт. Повеќе од сигурно е дека овој референдум мора да помине, бидејќи многу лесно може да се случи хаштагот бойкотирам и паролата бойкотирам да премине во парола си заминувам. Во превод, мислам дека од успехот на овој референдум тесно зависи тоа дали младите генерално во држава ќе одлучат да останат и да дадат уште една шанса за добар живот овде или дефинитивно ќе си заминат. Јас затоа и не сакам ни да помислам на неуспех на референдумот, бидејќи, верувајте, тоа
По моето искуство во комуникација со младите, особено во Македонија низ годиниве, тоа би значило дефинитивно сериозен екзодус на млади луѓе, кои што повеќе не би знаеле што бараат во оваа држава, бидејќи ситуацијата е тешка генерално за сите, особено за најмладите во изминативе од независноста па до ден денес, еве нескромно ќе кажам. Да, имам голем одрив. Меѓутоа, мислам дека има добар дел на млади луѓе во Македонија кои што, да кажеме, се држат за ова последно гранче, наречено референдум, договор со Грција и ЕУ и НАТО интеграција, како последен мотив зошто би останале во нивната држава. Од тука сметам дека младите масовно мора да излезат во недела и масовно да си одлучат, па на крајот на криштата, оние што не им се допаѓа договорот, нека гласаат против. Меѓутоа, младите, поучени од Брекзит и референдумот таму, не смеат да си дозволат да ја преспијат неделата, иако дел можеби ќе заглават доцна вечерта во сабота, меѓутоа секако гласањето е до доцна вечерта. Да, може ли еден податок, извини за млади, да ти кажам статистиките, од последните статистики. У категоријата од 18 до 30 години, споредена со возрастната категорија над 55. 20% е повеќе за референдумот, зборам за етничките македонци, бидејќи кај другите нема разлика. Значи, од 18 до 30 се 20% повеќе за, отколку овие што се над 55 и плюс. Меѓутоа, многу е битно на денот и да излезат да гласат. Не само да бидат со оформен политички став за. Имате, нели, таа кампања од врата до врата. Кои се темите, кои се прашањата што ги загрижуваат граѓаните кога им пристапувате околу? Што допира? Кои се нивните грижи? Станува збор за едно емоционално прашање. Никому веројатно не е право што се менува името, но кој е тука балансот меѓу таа емоција што името треба и од друга страна таа нужност или реалност за Македонија да добие, како што рече Богоев, нова шанса? Придобивките од ЕУ и од НАТО се познати во нашиот народ оддавна. Барем ја мислам дека и моите колеги не се трудиме премногу да објаснуваме, иако на билбордите тоа доминира. Луѓето кога прашуваат, ако прашуваат, некој мене ми се чини дека генерално отприлика знаат за што станува збор. Мака реалистички ги гледаат, ги вагаат тие две работи. Договорот или велиме по која цена би влегле во ЕУ во НАТО. Или ова е уникатен предуслов за нас. Прашуваат за договорот, некој од нив дали навистина ми го сочувува идентитетот. Во тоа дека се додава географска не е спорно. Ја барем не сум наишол на човек кој вели ако е Северна Македонија, ние сме северни македонци, меѓутоа вели има ли во договорот стварно гаранции како што тврдите дека ние ќе останеме македонци со македонски јазик, придавки и МК да. И ние тука сме на чисто, бидејќи стварно тоа е стипулирано, тоа е прецизно наброено и гарантирано во договорот. Кој член од договорот имен, како да кажам, провокативен. Знаеш како? Вознемирувачки. Гледај, кој идеш од врата на врата, немаш време, никогаш тоа не било така, тоа е специфичен тип на кампања, пар минути се задржуваш, немаш време за длабоки политички анализи. Меѓутоа имаме и контакти со граѓани, кои траат подолго. Членот кој вели дека има Македонија и македонски имаат различно значење овде и во Северна Грција. Тој член. Мислам дека е член 7 кој вели дека ние што е Македонија и македонско, тоа како што ние го подразбираме спрема нашата историја, култура и традиција, а вели што е во првата страна во Грција, тоа е тоа што тие подразбираат во северниот дел на нивната држава. Меѓутоа тоа е имено, ако паметиш, ние го знаеме, тој човек Едвард Жозеф беше представник на кризната група пред 16 години, он има интересен текст во западните медиуми, кај што заговара креаторите на овој документ да бидат наградени со меѓународна награда, вели ова е најинтересниот дел од договорот. Вели по прв пат, тој тврди, мислам дека не е далеко од вистината, вели во еден меѓународен договор се утврдува дека што подразбираш ти под еден термин, тоа и тоа, пеќи, терај. Што подразбираш ти под истиот термин, тоа и тоа го почитувам. Значи тоа до сега не било особено не во меѓународен договор. Тоа сакам да кажам и меѓутоа јасно е дека македонски јазик како главен столб на нашиот идентитет, придавките и МК кодовите, кои понатаму јазикот и ќе бидат преведени на сите 6 официјални јазици во Обединените нации, се здрав аргумент за тие да одлучат. Знаете, има една забуна околу македонскиот јазик бил признаен уште во 72 година во Обединетите нации и дека тоа практично и не е придобивка никаква, затоа што
Да, веќе било. Веќе признаем. Борјан, ти ги следиш, извини, да земам 2 секунди, ти ги следиш извештаите на Европската комисија секоја година. Каде што е ФИРОМ? И си живел таму. Да. Тоа е ФИРОМ. Меѓутоа нигде не пише македонски јазик од тие извештаи. Исто ФИРОМ, така. да. Не пише ФИРОМ, не пише ни македонска влада. Да. Значи, а за јазикот па да не зборуваме. Затоа што грците стално ставаа блокада, не може да го именуваш јазикот на таа. Или јазикот во ФИРОМ. Нема македонски јазик. Значи, па ние ако памтиш последните 2-3 години па се буневме, чекај зашто? Зашто нема? Што грците блокираат таму. Сега тоа ќе биде еден од официјалните јазици на Европската унија. А не да биде македонскиот јазик. Да. Така што поголема гаранција стварно Стефан, тешко. со какви прашања се соочуваш? Кои ти се Па јас- тешки да ги одговориш? Јас, за разлика од професорот сега што спомна, јас сликата во мојава глава после кампањава до овој момент колку што е помината е дека граѓаните се прилично дефинирани дали ќе бидат за, дали ќе бидат против. И по моја перцепција со оние кои што сум се сретнал на теренските средби или кои што сум ги посетил од врата на врата, јас или сум наидувал на крајно позитивни реакции, кои што за моја среќа, верувам и за пошироката јавност биле доминирале односно позитивните реакции, или од друга страна имате едноставно затварање на врата. Ја не разговарам за ова. Не ми пришол некој, може би се случило случај 2 еве сега да ги изумувам во моментов, меѓутоа да има посериозна масовна појава да прашуваат за деталите од договорот, пак ќе кажам за разлика од Пендаровски не ми се случило. И мене ми оставило прилично перцепција и јасна слика дека граѓаниве се генерално со дефиниран став. Да, веќе им е ставот дефиниран. Да. Дури и оној кој што нема сериозно позитивни реакции или сериозно негативно затварање на врата, на пример, туку држи некој умерен став, не се распрашува за договорот и што тоа би значило и како би значило, што по моја перцепција или не е премногу заинтересиран, меѓутоа или е на чисто што значи, меѓутоа сака ставот да си го задржи за себе. А меѓутоа некоја масовна појава на прашување не, напротив, на моje големо изненадување, во Скопје не ми е толкаво изненадувањето што има позитивни реакции и отворена поддршка, меѓутоа посетив и некои помали градови како Македонски Брод, бев и во населени места во Чучер Сандево на пример, прилично позитивни реакции што навистина пријатно ме изненади, иако бев спремен да аргументирам и да дебатирам и да објаснувам за што всушност се работи. Ама тоа веројатно биле ваши средини. Па не. Генерално средбите, особено посетите врата до врата, неселективно се одвијат нормално. Значи, те носат домакините на почетна точка, треба да завршиш километар подоле, лево, десно, во секоја куќа влегуваш или кога ќе влезеш во зграда, звониш на сите станови. Мислам, тоа генерално не можеш да избереш. А со околу наши и ваши што велиш. И ова е Не, сосема сакам да точна. речем да. Не, ова е точна перцепцијата на Стефан. И јас и сите други ја имаме дека луѓево од прилика имаат измерено што е што и што повеќе тежи на тасот. Е сега мислам дека тука има поеден силен аргумент и на двете страни. Значи овие што се за, со тој став за, во тој дел, освен нашето објаснување и самата содржина на договорот, спорно, која може секој да ја прочита да ја види, во еден дел има значено влијание и ставот на комплетниот меѓународен фактор. Значи не е се едно кога седиш ти дома, си просечен обичен граѓанин, гледаш телевизија и ти доаѓа по прв пат во историја на оваа држава, ти доаѓа германски канцелар. Не само германски канцелар. Те вика човек на Америка. Министер за надворешни, па за одбрана, австријски канцелар. Тоа дојде седмица германска влада во Скопје. Да. Значи сите тие викаат, и са ние, ја тоа го карикирам кога се среќам со луѓе или наши или овие што имаат позитивен став, и имам што мислат зашто доаѓа Ангела Меркел? Затоа што е долгогодишен член на СДСМ и на ЛДП. Не. Или ние сме ја купиле со пари и сме ја донеле овдека. Сигурно не, и не само таа, било маса луѓе. Денеска има уште едно соопштение председател на Европската народна партија, Жозеф Дол. И паметиме дека и на последните избори 16-та им збореше на митинзи, собраќаше со видеоклипови. И Курц. Курц веќе да не збориме. Сестринска партија на. И така, значи председател на таа паневропска партија во која се сите членки. Сите ти зборуваат и луѓево, дури што се од другава страна на поделбата, вели, се ова не може да биде случајно. Еден нема што е Виктор Орбан. И тој поддржува. И значи нема еден битен западен фактор и помалку битен западен фактор. А на другава страна овие што види Стефан што се со дефиниран негативен став, вели џабе да му убедуваш. Така. Мислам дека за жал тука големо негативно
влијание има направено пропагандата на Груевски од 10 години, кој скоро ќе не убедеа дека сме антички македонци. И не знам, тие будалаштини што следеа, тотално первертирани, искривени историски вистини, небулозни историски факти. Така што мислам дека тоа има влијание. Он направи еден пробив кај младите тоа. Има, Ацо, еве да ти спомнам, јас имав прилика да консултирам некои анкети кои една странска организација ги правеше во тој дел. Баш едно обично прашање, се чувствуваш поише како словенски македонец или антички македонец? За жал, ова е анкета од 2016, првата половина, околу 24% велат дека се антички македонци. Веруваат дека имаат врска со античките и не знам, малку поголем процент словенски. Тоа е значи девастација на младите генерации за само 10 години. Тоа е мала историска отсечка. Сакав да ме прашам, кога зборувате за тие придобивки, има реално прашање што се еве Европска унија ќе паднат ли пари од небо кога ќе се усвои договорот, ќе дали наеднаш ќе се отворат работни места и така. Има сепак тоа точно е дека нема чуда да се десат, да се случат ако референдумот успее. Така е. Па тоа е како ги објаснуваат тие придобивки? Има еден билборд низ града во кој ли 260.000 евра секоја дневно влагаат од Европска унија, од европските фондови. И ние тоа постојано го потенцираме од инфраструктура, патишта, чуда, све, школи, еколошки заштитни системи и така натаму. Велиме, а ако бидеме членка, може да замислите колку тоа би било мултиплицирано. Меѓутоа секој пат тоа е точно и во редовни избори кога одиш. Секој ти вика, што конкретно ја добивам ако ти дојдеш на власт, не само за ова прашање. Што тоа е наша задача се. На сите што сме у политикава, на било кое ниво, таа висока апстракција Европска унија, НАТО, што мене конкретно ми значи во фамилија, кажи, плата какава ќе биде, здравствена заштита. Ја мислам дека тоа беше наша генерална определба кога стартувавме у кампања. На сите им одевме со реалистичен пристап. Значи ова ќе трае, немај. Хрватска преговараше 6 години. Последните влезови во ЕУ на пример се отприлика толку. 6 години е век. И на сите им кажеме ова е реалноста. Ние овој пат мораме да го тераме бидејќи тоа е патот према просперитетот, а нема да биде утре. Значи овие што се скандинавскиве држави, тоа не го направиле они за еден мандат или за 2 мандати. Али друг пат нема, а да е толку продуктивен за општиот развој. Значи ја мислам дека сите одиме така на терен, луѓе, ова е патот, дали ќе биде до година платат 1500 евро у просек, нема да биде, фала Богу дека нема да биде. Треба маса реформи ние да направиме. Али ова се стандарди, урнеци по кои се угледуваме, со кои се споредуваме. Стефан, добро, тоа се согласувам целосно и јас дури во мојата кампања за локалните избори бев за некои теми прилично реален, па имав реакции од PR тимот дека е кампања и не треба можеби толку да бидеш реален. Аз со Стево сме биле заедно и во неговата кампања, знам дека и он прилично реален. Меѓутоа, тоа е така и треба да знаат граѓаните дека не значи тоа дека сега ние на први ќе се разбудиме и не знам. Ќе тече мед и млеко. Апсолутно. Меѓутоа има еден момент кој што веднаш ќе се почувствува. Тоа е надежта кај особено помладите, чекај, нешто конечно, најверојатно тргна во мојава држава. Да. И ќе дадат шанса. И мислам дека кај многу добар дел, не само млади, генерално граѓани кои што со една нога, да кажеме, се во странство и веќе размислуваат да заминат, или некои кои што се времено, сезонски отидени, па гледаат да најдат чаре, па макар и илегално да останат таму, мислам дека веднаш ефектот на надеж зголемена, дека нешто ќе се промени. Точно, не веднаш. За 2, 3, 4, 5 години, меѓутоа, надежта која што веќе е заснована на нешто. До сега секој си гледа надеж, зашто нели надежта последно умира и ај сега ќе чекаме од небо, можеби нешто ќе биде подобро. Сега веќе гледаш конкретен крупен чекор. Кога иселувањата, дали се направи проценка и дали еве и вашиот впечаток од терен? Сега сме 1.800.000 на избирачкиот список. Толку не сме сигурно. Не сме се направи ли проценка колку реално луѓе се иселени? Колку не има тука да гласаме. Реално, без да направиме попис, не можеме да знаеме таа бројка и ние се подпираме во делот на иселувањата, се подпираме на најрелевантниот фактор на Светската банка. А МВР нема информации која напуштил државата. Асо види, ја го кажем тоа, луѓе ме прашуваат постојано, вели сега, ајде, порано можеби имале причини тие да блефираат, гласачки листи, се тоа зависеше од тоа. Сега вие сте на власт, вели, дајте реален увид во состојбите. Гледај, ај са практично како одиме на конкретен човек, како објаснуваме практично. Постои закон
во Македонија, одамна, во кој вели ако одиш, ако ја напушташ земја подолго се од пријавиш. 90 дена за студирање, или за посета на нешто приватна некаква, мораш да се одјавиш во најблиската полициска станица. Кој го прави тоа? Никој. И затоа и МВР ги нема тие податоци, што ти не е само да имаш влез излез на граничен Ако премин. излегле од државата, Ма излегли влегле. ама, например, година-две не се вратиле назад. Нема таа евиденција, МВР? Абе, има колку влегле и колку излегле, ама сега ти мораш да видиш тој човек, Кај Ја живее, мислам треба да дека се Пописот е одјави. најреалното. Да. Треба да се Пописот одјави. е најреалното. Попис е најреална работа и се имаше и тука муабети. Значи, пописот има начелно две методологии, како се прави од врата на врата, исто како кампања, од домаќинство до домаќинство, и со вкрстување на податоци. Да. И се бидејќи се податоците вакви, ти кога вкрстуваш од институции податоци, вкрстуваш де факто шупливо со празно и добиваш лоши бројки. Мора врата до врата. Да, ние од 2002 немаме попис. Иначе, знаете што, зборувајте со луѓето у тоа време, ќе ви кажа, значи, генерално бројките у Македонија, не албанци, македонци, генерално и 2002 и претходно, прашање колку биле коректни. Знаете како се попишуваме ние? Син ми е, ќерката е тамо и тамо, ќе се врати, не е постојано иселена, Да, така да. што има луѓе кои сериозно го спорат вкупниот број на луѓе во Македонија од 2002, па да не кажам и претходно. Шипона што може да се, тоа е само бегла една проценка на здравствен фонд, деца упишани у школо. Може да се тврди дека во држава прашање дали има вкупно толкова бројка како што викаме дека има гласачи. Да. Значи моја али скромна Дали има проценка 1.800.000 жители, Апсолутно. Педаровски имавте изјава прилично оптимистичка околу успехот на референдумот. Кои се вашите проценки? Изјавата, јас и денеска бев на дел од кампањата и ја повтори таа, ја повторувам постојано и ја постојано велам ќе биде многу намалку од оние кои ќе гласаат. А претходно од оние кои стварно живеат во Македонија. Значи, не можеме да Од оние кои ќе гласаат. Од оние кои ќе гласаат на ден, ја велам ќе биде многу намалку, значи 6 на 1, 7 на 1, нема да Како ме изгледа на изненади ако терен? биде. Тие што или ќе бојкотираат или ќе изгледат да гласаат за. Малце ги има изгледа оние што ќе изгледат да гласаат против. Па добро, тие најчесто што негативно реагираат, не кажува дали ќе бојкотира или ќе гласа против, најчесто врти грб или затвара врата, меѓутоа ова што го кажа и Пендаровски, се согласувам, покрај резултатот кој што од ливчињата ќе биде дефинитивно можеби и поголема разлика од 6:1 или 7:1, тенденцијата е видлива, а јас верувам дека огромен процент, можеби над 60% од граѓаните кои живеат во Македонија реално, од гласачите кои се реално тука во државата, ќе излезат и ќе гласаат. Клучното прашање е сега колку ќе биде тоа, имајќи во предвид дека Тоа е проблемот. 300 до Да, 400 Клучен можеби фактор зашто се не тука. можеме да направиме добра процена. Значи кога год имаме избори, знаеме дека сите учествуваме. Зашто не знаеме колку не се тука? Не знаеме затоа што главната опозициона партија има дециден став за бојкот. Тоа нека не ме лаже, тоа нивниот Да, став да, секој јасно по е свој тоа ноги. на терен. Еве и он знае на терен, оди ја, сите одиме Тоа на сака терен. да на терен што се случува? На терен. Кој е во името на се среќавате ли со кампања бојкотира? Кампањата бојкотира. Кој ја води? Значи гледај, кампањата бојкотирано. Утре имаше митинг закажан, протест откажан. Гледај, формално кампањата бојкотираме на Башев и екипата со автобусот. Тоа се ирелевантни тие се. Тие се маргиналници, Ние да. зборуваме за овие што се со така наречениот тивок бојкот. Да, Ти да, не ги гледаш нив, ние не се среќаваме. Тие формално не се пријаваа како опозитна страна на овој референдум, на пример. Да. Се пријаваш на почеток, кој е за, кој е против. Тие не се пријавија во собрание кога се решаваше, кога носеше одлука, не се пријавија. Ти не ги гледаш, меѓутоа по сите наши податоци од терен, во цела Македонија, тие одат од куќа на куќа кај своите и велат, знаете што треба направите во недела. Значи тоа е На не нивните работат на јавни индиректен настапи бојкот, е тие работат на јасно директен тоа. бојкот. Тоа не е прикриен, тоа е апла, тоа е отворен бојкот. Да, И тоа е проблем, тоа е битна варијабла за да направиш проценка. Апропо ова, еве јас сум бил прилично вклучен во организација, да речеме, на протестите на Шарена револуција, кај што генерално немаше вертикална хиерархија, туку си беше некоја хоризонтална структура, да речеме како студентскиот пленум и слично. Во таква ситуација, на пример, кога ќе сме седнеле заедно со граѓански организации, индивидуалци, невладини организации, и треба, нели, еднаш на неколку денови се правеше еден поголем собир во Скопје, треба да се известуваат луѓе, било прилично тешко, без да се организира партиска структура и да се стави во погон, Јасно е пример тоа. да се поделат рекламни материјали низ цело Скопје.
или да се покрие цело Скопје со покани и повици за флаери. Така е. Сега имате во градот, еве вчера јас видов во Карпаш, преплавен беше Карпаш од флаери со повик, и тоа не може Јанко Бачев и Солза Грчева со 5 души во автобусот да го организираат. Значи, сега, кај настанува по мене проблемот кај нив, што генерално во политичкиот живот е прилично тешко да тераш undercover, да кажеме, кампања. Нели? Треба да бидеш гласен, да имаш слоган, да збориш јавно, да организираш митинзи, гостување и слично. Малку им е тешко така подземно да ја тераат кампањата, меѓутоа некако успеваат до сега да се скријат. Меѓутоа, дефинитивно мислам дека е тоа јасно. И генерално има група на луѓе, како што каже и Пендаровски, кои што најверојатно пропагандата 11 годишна им влегла длабоко внатре. Сега има други две групи кои што сакаат да влијаат на оваа група и да ја земат под капа. Едната е оваа група која што традиционално на избори над 500 или 1000 гласови не може да освои, како Јанко Бачев, Солза Грчева и слични. Тие пробуваат сега да се налепат на оваа приказна, дали имаат и друга позадина, не знам. И има една друга група која што е сериозна и опасна, тоа се овие кои што треба да се соочат со нели, суд и со органи на прогон, кои што undercover ја тераат целата машинерија, ја потегнуваат во таа насока на саботирање на референдумот. И сега тие предпоставувам едната карта на која што се играе, нели, пазарење за амнестија и избегнување на одговорност, додека втората карта, која што е, нели, во најлош случај на која што предпоставувам дека играате, нели, имавме и ситуација со еден поранешен градоначалник на една скопска општина, кој што во моментите кога органите на прогон дојдоа во претрез во неговиот дом, имаше изјава на телевизија од пред домот во која што главната порака беше службите нека одговараат за тоа што ќе направат, а ова кон мене е политичка освета поради тоа што повикувам на бојкот и сум против оваа власт. Така да многу и од таа страна им одговара да има хаос, за нормално да дојде до избегнување на одговорноста за тоа што е направено во минатото од нивна страна, или во најлош случај кога ќе дојде нели лошиот ден за тоа се што е направено во изминатите години од позиција на МОК, да се повикаат нова, како што впрочем се повика и еден, како што кажав скоро, и да кажат дека еве ова мене ми се прави не поради криминалот кој што сум го правил во минатото, ова ми се прави бидејќи јас повикував на бојкот, а тоа не и се допаѓаше на владата. Сега тука ќе направиме една пауза за реклами, па ќе продолжиме уште 10 минути дебатата. Продолжуваме со отвореното студио, гости Стево Пендаровски и Стефан Богоев. Да одиме малку на теренот на она што е контра табор кампања, која, како што кажавме, не знаеме кој и како ја води. Што разбравте вие двајца од сите јавни истапи на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски? Ке излезе да гласа во недела или како ќе се? Јас се обидов пред неколку дена ме прашува. Тоа е сите се нема одговор. Па вика дека на 30 ќе видиме. Се обидуваме на разни начини да се добие одговор. Претпоставам зборуваме за таа историска пресконференција која чекавме до полноќ да се случи. Се ме прашува некои луѓе баш на овие собири како ја го толкувам тоа. И се ја вака го објаснувам 2-3 реченици. Значи прво мене ми е жал што мораме со смење да коментираме пресериозни работи. Прво, тоа траеше околу 20 минути пресот. 19,5 минути беше плюкање по договорот од Преспа. Така тоа е капитулантски, катастрофален и така натаму. Внимавајте сега кои се последните две реченици од тој прес. Предпоследната реченица е, значи чувте што чувте до сега, вели, кој како сака по своја совест и разбирање нека гласа. Индивидуално. Како ви сече, што би се рекло по-народски. А последната реченица е, вие знаете што сакав да ви кажам до сега. Кој ви зборев 19 минути дека не чини договорот. Значи, вие знаете што сакав да кажам. Се фалеш уште да намигне на крај. Значи, луѓе, да не си играм играчки. Јасно е дека комплетниот нивни став е за бојкотирање на референдум. Таа приказна дека секој може да одлучи по сопствено и кој ќе те праша тебе како претседател на партија, добро, ако е индивидуално, ти као индивидуа дали ќе гласаш? Вели, имам роден на 29 и ви кажам на 30. На 30, да. Немојте. Значи, не сакам за такви работи да разговараме на ваков несериозен начин. Не е точно дека ВМРО ДПМН нема став. Има став, тие се за бојкот. Да.
Кога е твојата процека? Има издвоени Добро, мислења како што Има реформисти пар така наречени, да. Има и во ВМРО ДПМН, да, има еден дел на реформатори кои што јас и лично познавам некои од нив. Не само оние, прилично Нино прогресивно Тодоров рече, ке размислуваат излезе, луѓето, рече, иако си се десничари, има и да. од поранешните нели функционери кои што рекоа дека Ќе гласат против, да. Јанчев од Кавадарци вели дека еве денески или вчера кога имал настап констатира дека 24, можеби не е добар договорот, ама подобар не очекува никогаш да има војнина, што е рече, прилично но ќе позитивен. гласам против. Позитивен став. Јас мислам дека иако од почетокот можеби се даваше шанса да се види како ќе се покаже, сепак тоа да не ми замерат некои, не е моја можеби работа, тоа е повеќе внатрепартиска работа, меѓутоа од ден на ден Мицковски покажува дека е крајно несериозен за позицијата на која што се наоѓа. Јас дури мислам и на моменти по реакциите, на клекнување на колена, на мафтање со двете раце, така како полунеартикулирано, мене ми делува како човекот и воопшто да не е свесен на која позиција се наоѓа. И предпоставувам дека е прилично тешка ситуацијата да си на таа позиција во овој момент. Меѓутоа, мислам дека човекот кога се нафатил не бил свесен дека ќе дојде до ваква сериозна и тешка ситуација. За жал, кампањата, како и години наназад, се случуваат работите во фон на тој еден говор на омраза. И да кажам, добив изјава писмена од поранешен функционер во владата на ВМРО ДПМН, кој сака да биде анонимен, како што вели, поради одмазда. Сега, прашањето е колку тој говор на омраза. Па добро, и самиот Александар Николовски се пожали дел од гласачкото тело. Да. Тодоров беше изложен на говор на омраза Јанчев, поради тоа што подпредседателот Јанчев од исто градоначалникот така. на Кавадарци. Во која мера тој говор на омраза е присутен во кампањата и кој е нејзиниот импакт на тој говор на омраза? Ова ме прашува меѓу другото и како дел од владеачката структура која реално не успеала да се справи со тој проблем. Борјан, гледај, Јацо, значи, ние минатата година, као парламентарци, гласавме за законот за јазици. Ние бев власт, значи од позиција на власт, на владеачко мнозинство. Ние бевме изложени на невидена кампања преку социјални мрежи, па и практично, па не снимаа пред згради и пред куќи кај што живееме, тамо кај што живееме ни облепуваа со тие жални вести, ова се предавниците на македонскиот народ на кауза и така. Платформа, па. Значи, али ќе речеш во тоа време бевме неколку месеци на власт и после 11 години кога не се сменија многу работа. А либите за пропусти веќе се не, сакам да кажам потрошија. и друго се, колку таа машинерија, и тоа е машинерија, тоа не се индивидуални изблици, некој си од Австралија па се не навредува преку лажен профил, има и такви, меѓутоа не е тоа. Јас имав настап буквално тековен, да го наречам, на една од македонските телевизии пред 10 на дена. Повторно околу мојата зграда и на влезната врата во зградата ми излепија такви жални вести, како ги нарекуваме, и сега овој пат пишува, че тоа е цела населба беше облепена. Не знам, веројатно и другите колеги тоа можеби го почувствувале, и пишува, тоа е са најново, вели Македонија е на распродажба, за цената прашајте го Пендаровски и Заев. Тоа истата таа структура која 11 години не малтретираше, повторно го прави тоа. И сега ако ни го прави тоа нам, што сме во момент номинално на власт, и ако сме ние, сад да не се фали, прилично умерени во нашите квалификации, дали може да замислите под каков притисок се наоѓаат луѓето од ВМРО, ДПМН, кои утре за утре треба да гласаат за промена на устав? Да не си им у кожа. Ја навистина мислам дека е апсолутно точно тоа што Тодоров го кажува, дека дента следните 24 сата по неговото прво излегување во јавност пред недела дена, дека добил 400 закани. Па и Јанчев исто имаше такви реакции. Логично се наметнува прашањето дека ако е во тој обем, тој говор на омраза, па и тој интензитет, дека тоа не е инцидент зад кој стојат деца или не знам кои си играат на своите компјутери, туку дека се работи за структура и систем кој тоа го обмислува. И се прашањето е како тоа да не успее да се лоцира и да се побара, бидејќи станува збор за кривично дело. И во случајов јасно е закана за слободно некои граѓаните слободно да можат да изразат својата волја, што е едно од основните права во една демократија. Тоа треба најпрво треба и полицијата да го истражи делот на така наречени патриотски здруженија или ќосиња попознати во јавноста, бидејќи
најчесто преку нив се спроведува овој линч и претење и заканување. Иако и предпоставувам тоа се соочивме и јас се соочив и во кампањата за локалните избори, сме се соочували и претходно во кампањи. ВМРО ДПМН има и сериозна екипа и сериозен тим во рамки на Центарот за комуникации, кој што е прилично спремен и обучен за дистрибуирање на лажни вести или на фейк ньюс. Денеска имаше на некоја од телевизиите и некоја анализа од некој американски или беше институт, не се сеќавам добро, кои што истражуваат феномени на фейк ньюс и слично, ги истражували во кампањата Трамп со Клинтон, така да генерално она што се смеевме сите дека во Велес имало таков тим, лоцирали и тука такви профили, особено на Твитер, па секундарно е на Фейсбук. Тоа се прави со помалку луѓе. Значи, тоа се прави со помалку луѓе. Фейк ньюс кампањата не треба да е масовна и голема, иако делува како многу профили, многу Твитер акаунти во исто време напаѓаат, тоа сепак го работат помалку луѓе, меѓутоа имаат и една поголема група во ВМРО ДПМН, според мене и според мои информации, пред се составена од припадници на тие така наречени патриотски здруженија кои што си ги имаат, нели, Тодор Александров во Штип, Андон Лазов Јанев Ќосето во Велес и слично, кои што си ги користат структури бивши кои што беа на позиции во ВМРО ДПМН, дел од тоа мафијашкото крило, кои што си ги користат за линч, особено кај нивните непослушници, да кажеме, внатре, ги искористија и против нас на 27 април во собранието, а сега од тој момент натака си ги користат континуирано внатре, тоа го прават и према реформаторите. Еве, дошло време, тоа некој да ни го кажувал пред 4 или 5 години дека ќе дојде време кога ќосиња од ВМРО ДПМН ќе му се закануваат или ќе прават проблеми на поранешен нивни министер, во тоа време министер, еден од фронтмените на партијата, ќе сме се чудели, немало да веруваме, меѓутоа борбата за правење на хаос со цел да не се одговара и со цел да се избегне одговорноста за тоа што е направено, не бира средства, така да треба и полицијата особено да отвори очи на денот на гласањето, бидејќи она што го видов на социјалните мрежи во изминативе неколку дена, повторно верувам синхронизирано и организирано од истиот центар, онаа мапа, гласачко место, гласач кој што сака да гласа и човек кој што треба да слика, на мапата обележано дека ако се држиш на 50 метри од гласачкото место, не одговараш кривично. Јас сум сведок. И вели сликај го предавникот кој што сака да гласа. Шеф на општински го вика јас ќе идам, одам и ќе ве сликам сите да објавам кој гласате. Така да покри да објавам како предавници. Апсолутно покри и мислам дека покри стравот кој што не верувам дека толку страв ќе набијат, напротив граѓаните тој ден треба да си се дотераат и да им се насмеат ако решиле да ги сликаат. Веќе нема што да се криеме ние. И да се плашиме. Особено кога не се тие повеќе во позиција на власт за да може терор да спроведуваат. Меѓутоа мислам дека целта со вакви активности не е да заплашат, туку да испровоцираат инцидент. Голема е веројатноста да си одите мирно и културно на гласање, некој да ве слика од нигде никаде со ваше дете, со сопруга, со пријател, голема е веројатност и некој од тие што гласаат да возврати и да настане конфликт. И мислам дека тука граѓаните треба сите кои што решиле да гласаат да си бидат спокојни, да си бидат културни какви што си се, а полицијата апсолутно да биде на ниво на задачата, бидејќи најмалку што треба е да се влезе во сценарио посакувано од некој тој ден да се фрли дамка врз референдумот. Не успеа да фрлат дамка врз кампањата, а не се дозволи да се фрли дамка на самиот ден на гласање. Добро, за крај, како гледате во недела после 19 часот после затварање на гласачките кутии, инциденти, славење, или немате таква перцепција? Сега претпоставам има тука два типа на собирање. Не би сакал да зборам за инциденти, тоа надлежните служби веројатно си следат. Од која год страна да има евентуална провокација, тоа е друго. Also, јас пред 2-3 недели кога почнувавме со кампањата во еден од помалите градови во Македонија, кај што таа поларизација меѓу партиите ќе биде интересно после 19 часот. Покрај резултатите и другото, реакциите. Мислам дека треба и на тоа да инсистираме и да го повторуваме постојано. Значи, кај што во помалите места поларизацијата е многу голема, уште поголема од колку Скопје. Да. Јас го реков тоа и стварно тоа не е политичка флоскула, стварно верувам во тоа. Ова е такво прашање. И овој референдум е таква ретка ситуација. Се знае за што гласаме, не само ЕУ НАТО, знаеме за кој договор. Да, не успеавме, меѓутоа вечерта
сосема небитно кој, условно кажано, има повеќе, кој помалку гласови, ние не смееме да направиме нова поделба од ткивото на народот. При тоа мислам дека никој, па и оние што ќе се почувствуваат според бројките победници, не смеат да покажат ни трошка триумфализам. Нема да биде добро. Што ова не е избор. Кој добие, кој ќе стане, кој ќе прави влада. Ова не е тој прашање за државата. Или на пример би текнал еден од познатите перјаниците на ВМРО, ДПМН, кој кога победува на такви избори како што ги знаеме, па ќе почнеше да реди градови и села, победивме тамо. Овој пат не смее да се прави тоа од било кого. Тоа не сме. Мислам дека треба да бидеме умерени, треба да бидеме скромни и треба да си подадеме рака како год да биде резултатот вечера, бидејќи од понеделник натаму па сме ние тие граѓаните што ќе треба да продолжиме да живееме. Кој е проценката од оваа инволвираност на меѓународната заедница не е на вистина дека многу беа што дојда, дека too much без преседан случај во барем за наши услови. Кој не дојде, кој не прати порака, дали видео, дали писмо, дали тука Јас дојде. Како тоа имате дел, Европската народна партија, која е дел во член на таа фамилија. Борен, ја правев некаква за мене компарација, бидејќи 2001 ја преживеавме и знаеме, тогаш беа многу ангажирани сите, да не додржат, да не се растуриме однатре со конфликтот, 2001. Сега е неколкукратно поголемо присуството на меѓународниот фактор од 2001, дури кога имавме конфликт. Нема споредба. И сега се разбира, битно е прашањето сака НАТО например да го заокружи јужното крило и така натаму. Меѓутоа ја мислам дека дополнителен мотив, не е базичен и примарен, меѓутоа дополнителен е присуството на, ја ги нарекувам, екстра регионални сили кои почнаа да се мешаат последниве неколку години во регионот на Балканот и тие не сакаат такво присуство на такви сили. Заради тоа доаѓаат и се прилично упорни и унисони во пораките. А ако сте за западните интеграции, за евроатлантски интеграции, треба стварно да бидете, и ова е последна шанса да бидете со нас, а да ги оставите алтернативните гледања. Зашто факти и тоа, дека тие сили кои не се од регионот, знаеме за кого станува збор, сега како човек од владината структура не смеам тоа да го кажам јавно, меѓутоа мислам дека се разбираме. Тие сили навистина се присутни во регионот во последниве 3 години како никогаш во изминативе 53. Јас смеам да прашам, се зборуваше за руското влијание, дека во голема мера ќе биде присутно во кампањата. Колку реално е присутно руското влијание во оваа кампањата? Тоа е работа за надлежните органи да кажат, не е за мене и плюс тоа се сензитивни информации кои не можат и оние што ги знам не можам да ги споделам. Да ви кажам само еден, значи реков во последниве 3 години луѓе на одборот регион се као никогаш присутни на свој начин тука на различни нивоа и со различни структури. Меѓутоа, еден мал податок. Значи, на почетокот на кампањава, некаде пред месец и половина, во Македонија се само еден од многуте. Се регистрирани 25 портали, сосема нови портали, кои се идентични со веќе постојните. Треба бајаги да ги загледаш, да видиш дали е тоа тој МК или не е некоја точка затрика. И на тие ново направени портали има само пропаганда и само фейк њуз. Дали ќе се рефлектира резултатот од референдумот врз состојбите во вашата партија, Богоев? И дали имаме по референдумот во недела известно редефинирање на состојбите на политичката сцена? Јас со ова што го спомна сега би се надоврзал и на Пендаровски поентата за не триумфализмот кој што треба да преовладува вечерта, односно да бидеме сите умерени. Баш токму поради ова, јас во СДСМ не очекувам апсолутно никакви промени врз база на резултатот. А нормално логично е да кажам дека јас лично и моите колеги, ние ќе бидеме градоначалници и на 1 октомври. Така е. Владата ќе биде влада и на 1 октомври. Пратениците ќе бидат пратеници и на 1 октомври. Од тука нема апсолутно никаква потреба вечерта триумфалистички. Па видете, имате нашата страна дел кој велат, другата ако страна. 900.000 не излезат, дека тоа е пораз и дека тоа значи пад, дека владата треба да делегитимирање на владата. Делегитимирање на владата и дека Заев треба да понесе оставка. И да тргнеме по таа хипотетичка ситуација или сценарио, бројките од најновите анкети кажуваат дека и во таква ситуација нема да биде променета состојбата, односно ќе биде драстично подобрена за СДСМ во бројката на пратеници. Во бројот на пратеници дури би била и покомотна.
Проблемот кој што настанува во таква ситуација е што државата апсолутно се закочува во 3 до 4 месеци, кои што се месеци пред избори и многу од работите кои што треба да се сработат не може да се сработат. Поентата која ми беше, добар дел од нас кои што сме на локално или централно ниво во власт, ние ќе останеме и на први, односно утредента после референдумот на таа позиција. Поентата е дали ќе збориме од тој ден натаму за покрупни работи или ќе си останеме да си збориме за ситните работи како изминатите 27 години. Конкретно еве јас можам да го кажам сликовит пример од општината со која што јас раководам. Дали во 3 години и 2 месеци кои што ми преостануваат од мандатот ќе се крпиме со уличе, паркче, детско игралиште и ќе кукаме колку ни е задолжена општината, или ќе влеземе во сериозно решавање на проблемите и да направиме нешто што е порадикален чекор, да речеме заеднички. На граѓаните им објаснуваш ли овие придобивките од ЕУ значат и користење на европските фондови за локалните? Максимално ги објаснувам, бидејќи максимално во овие 11 месеци, скоро колку што сум на позицијата, максимално се подпирам на тие. Во завршна фаза сум парк да добијам 1 милион евра за парк, градинка правиме со европски пари, улици правиме со Светска банка, бидејќи општината наследи во таква ситуација да ова ми е единствениот начин да се подпрам и стварно да направам нешто што сум ветил, нешто добро за луѓето кои што ме гласале. Така да ова е единствената шанса да се зголемат тие фондови на крајот на криштата и да се раздолжи државата и општината, да не ќе ни дојде лошо од плюс пари на сите кои што ќе ни следуваат. И за крај, без 900.000 гласа колку што е тој, нели, цензусот кој треба да се исполни, како ќе се дојде до промена на уставот? Не е лошо заев да го викнеш во емисијата. Вашата проценка ми интересира. Не, значи ќе се влезе во промена на уставот, ќе се влезе као процедура, као процес сигурно. Оди во собрание. Сигурно. Ако оди во не собрание. помине, тоа е друго. Оди во собрание. И моја проценка на гаѓање, се не можам да знам. Меѓутоа, ако вие стварно имаме, ако сите ние стварно имаме, не знам, ајде да нагаѓаме 700.000 луѓе кои кажат за, 50.000 против. Тоа е сериозно. Нема ли да биде тоа аргумент политички за тие што седат тамо од опозицијата пратеници? Можат ли да кажат у таков еден контекст, у таква ситуација, при такви бројки пред очи, да кажат баш ми е гајлеме? Тоа е скоро 10 спрема 1. Кој е тој што ќе каже, ако ќе биде сличен со односот, ја го уверувам, знаеме сите, тоа е расположението, тие се анкетите. Ако биде таков, кој е тој што ќе рече не ми е јасен ставот на народот? Мене не ми е јасен. При вакви бројки не ти е јасен. Инаку, ако да се вратам на твоето претходно прашање, ако мисли другата страна да слави, што не препорачувам, ако мисли да слави, тогаш прашањето треба да биде поставено дали сте против се ова и они да добијат 50+1. Само тогаш може да бидат победници, ако сакаат да бидат победници, а не оние што ќе бойкотират и ќе останат дома да се ги припишат себе си. Или тие што не се во Македонија, а се во избирачкиот список да си ги припишат дека еве овие ме послуша и бойкотира. Така е, така е. И за крај, ќе успее она што вие го туркате во јавноста, односно имплементација на Преспанскиот договор? Ќе успее. Еве, националниот координатор е сигурен, ќе успее. Јас сум сигурен дека ќе успее во недела, ќе биде малку поделикатно и потешко, верувам, за во собранието, меѓутоа мислам дека при така, како што кажа и Пендаровски, при така јасни бројки кои што се очекуваат во недела по сите анкети и цело расположение, мислам дека ќе се најдат и разумни луѓе од страна на ВМРО-ДПМН кои што ќе послушаат волјата на граѓаните кои што гласали и ќе го поддржат договорот со собрание. Верувам дека и таа партија има се уште дел здраво ткиво на кое што во иднина повторно треба да се гради, бидејќи како партија нормално е потребна на државата. Ацо, да привршуваме денот? Па да привршуваме, јас не знам режијата да ја прашам дали имаме, значи еве ми кажуваат дека не можеме да го пуштиме Велешанец од Ване Михајловски. Кој денеска ни го направи денот? Позитивна ни го направи денот, најубавата приказна, си од почити на оваа човек кој со реприза после полноќ. По удар мозочен со операција на рак на дебело црево. После 4 години од операција, 4 месеци до Брисел да пренесе порака, европска порака да пренесе и мислам вика што побрзо во Европа заради здравјето, ако ништо друго. Еве, благодариме на учеството во ова дебата или заедно со Боријан што ја направивме. Па да се видиме пак од понеделник, здравје, да
што сме погодиле, што до кај сме, како сме поминале денеска. Нека остане запишано, па ќе имаш што да коментираме. Морбаш поне може понатаму. Понеделник ќе си биде пак понеделник. Да, така. Ви благодариме на учеството. А вас, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието во изминатите 8 часа кој што јас и Јацок сме домаќини на ова отворено студио. Благодарам.